во 20 часот. Добро вечер. Да ги проследиме содржините забележани за 24-тиот ден од месец август. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас утре во Скопје. Спорот за името нема да биде на маса. Поповски очекува подобра политичка комуникација меѓу двете држави. Отворени огласи за стотина работници во прехранбената и текстилната индустрија во Виница. Компаниите на располагање ги имаат новите мерки од проектот Македонија вработува 2. Доколку земјоделците сакаат да добијат помош од државата во износ од 60% од вредноста на полисата, треба до 31 август да поднесат барање за осигурување на родот од годинешнава реколта. Членството во НАТО и евроинтеграцијата остануваат врвен приоритет на надворешната политика на Република Македонија, порача претседателот на владата Емил Димитриев во своето обраќање пред амбасадорите во рамки на редовниот работен состанок на шефовите на дипломатско-конзуларните представништва, што од денеска до 26 август се одржува во Министерството за надворешни работи. Активното учество на македонските мировни сили во меѓународните операции предводени од НАТО, Европската унија и Обединетите нации се најдобар индикатор дека Македонија како докажани партнер од доверба на Алијансата и меѓународната заедница ги споделува заедничките вредности и одговорности. Со долгорочниот план на владата за развој на одбраната на Република Македонија 2014-2023 и значајниот инвестициски потфат на модернизација кој започна во овој период, ќе се развијат 50% распоредливи интероперативни воени способности од севкупната структура на копнените сили на армијата на Република Македонија. Така македонската армија ќе има значително подобрени услови, рече Димитриев. Приемот на Македонија во НАТО, оцени премиерот, ќе биде придонес за стабилност и безбедноста во регионот. Евроинтеграцијата, продолжи тој, останува на врвот на нашата агенда, а Македонија на овој план има направено и превземено значајни чекори, зашто потврда се досегашните позитивни препораки. Спорот за името најверојатно нема да биде на агендата на утрешната средба на македонскиот шеф на дипломатијата Никола Поповски со неговиот грчки колега Никос Коцијас, бидејќи тоа е премногу крупно прашање. Министерот Поповски посочи дека посетата на Коцијас е во рамките на зајакнувањето на довербата меѓу двете земји преку зголемена политичка комуникација и реализирање на мерките за градење доверба меѓу Македонија и Грција. Доаѓањето на Коцијас, според Поповски, е знак за добрите односи кои треба да ги имаат двете земји и покрај спорот за името, а мерките за градење доверба се добар показател во која насока треба да се движат односите меѓу двете земји. Да слушнеме дел од изјавата на Поповски. Голем дел од тие области кои ги договаравме во минатиот период има сериозни исчекори на терен. Нашата цел беше да не се посветиме толку многу на комуницирање во однос на што сме постигнале, туку во продлабочување на таа соработка која на некој начин не ги релаксира односите. Во овој поглед, било да е во делот на образованието, било да е делот на енергетската соработка, економската соработка и бизнис промоцијата, комуникацијата помеѓу институциите на двете држави, се направени чекори кои во минатото не сме можеле да замислиме дека ќе можеме да ги реализираме. Не мислам дека ова треба да е за нас посебна причина за славење, туку на некој начин мотив дека можеме да ги редефинираме нашите односи, од односи кои генерално биле асоцирани со меѓусебен спор, негирање и препукување на секоја можност на испраќање на поинаква порака дека во крајна линија ние имаме и ќе останеме со еден голем проблем, многу сериозен проблем, но во недостаток на решение за тој проблем, веројатно можеме да имаме многу поинакви грчко-македонски односи. Продолжуваме
Продолжуваме со настаните од регионот. Во Виница во моментот има отворени огласи за 100 работници во прехранбената и текстилната индустрија. Компаниите на располагање ги имаат новите мерки од проектот Македонија вработува 2, за кои чекаат 690 активни баратели на работа. 294 лица во Виница се вработени благодарение на владините мерки од проектот Македонија вработува 1, а десетина веќе аплицирале за мерките од проектот Македонија вработува 2, кој деновиве имаше свој промотивен ден во центарот на градот. Има околу 690 активни баратели на работа и околу 1000 пасивни баратели на работа или вкупно околу 1700 невработени лица. Моментално има неколку стопански капацитет, односно правни субјекти кои имаат потреба од вработување на работници, а тоа се МАК Прогрес Виница, кои во овој момент бараат над 30 работници, потоа Баргала Штип во погонот во Виница бараат над 30 работници исто така. Со програмата Македонија вработува 1, најмногу беа вработени во текстилниот сектор, бидејќи тоа е и најтрудоинтензивната дејност. Со проектот Македонија 2 повторно се опфатени различни возрастни категории на невработени лица, а компаниите се тие кои во соработка со агенцијата можат да ги користат овие мерки од државата. Виница ќе гради акумулација и мини хидроцентрала на Градечка река. Бенефитот од оваа инвестиција за жителите од општина Виница ќе биде голем. Ќе се нормализира водоснабдувањето во градот и населените места Градец и Лески, а површините кои се наводнуваат по течението на Градечка река ќе имаат доволни количини на вода за наводнување. Трајното решение за квалитетно водоснабдување на Виница и околните населени места Градец и Лески, Општина Виница ги наоѓа во изградба на мини акумулација и мала хидроцентрала на Градечка река, чиј воден потенцијал во текот на целата година е мощне голем. За оваа цел, управниот одбор на јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница донесе одлука за започнување на постапката по пат на јавно-приватно партнерство да се градат овие 2 капитални објекти. Советот на општина Виница за оваа тема ќе расправа и на предстојната седница закажана за петок, истакна Игор Спасовски, директор на јавното комунално предпријатие Солидарност. Согласно проектната документација која општина Виница веќе ја подготви, приватниот инвеститор ќе треба да изгради цевковод во должина од 3450 метри, со што остатокот од водата од главниот цевковод ќе го транспортира до мала хидроелектрична централа Виница, додека со пластичен цевковод во должина од 90 метри ќе ја враќа водата во Градечка река. Во втората фаза од овој проект, истакнува Спасовски, инвеститорот ќе гради брана за акумулирање на доволни количини на вода, за да може хидроелектраната постојано да се снабдува со вода. Бенефитот од оваа инвестиција за жителите од општина Виница ќе биде голем. Ќе се нормализира водоснабдувањето во градот и населените места Градец и Лески, а површините кои се наводнуваат по течението на Градечка река ќе имаат доволни количини на вода за наводнување, истакнуваат од општина Виница. До 31 август може да се поднесат барања за осигурување на родот од годинишнава реколта, доколку земјоделците сакаат да добијат помош од државата во износ од 60% од вредноста на полисата. До сега нашите земјоделци ретко или воопшто не ги осигуруваа имотите. Дали поволноста што се нуди ќе промени ваквата состојба, останува да се види. Земјоделците кои сакаат да го осигурат родот треба до крајот на овој месец да поднесат барање до Министерството за земјоделство. Државата субвенционира 60% од вредноста на полисата и тоа за површина од 10 хектари со лозови насади, 2 хектари со градинарски и 20 хектари за житни култури. Покрај барањето за повраток на средствата кои се доделуваат од програмата за рурален развој, потребно е и полиса која се издава од осигурителната компанија, велат во Агенцијата за поттикнување на земјоделското производство. Но колку земјоделците практикуваат осигурување на своите имоти? Па треба, ако не треба, ма немат навика. Немат навика, се тоа е. Или се услови добри има, се има. Осигурување добро е таа што дава државата нешто помага. Добро е. Освен од град пожар и гром, посевите и производството, земјоделците можат да ги осигурат и од пролетен мраз, поплава и луња.
Оно дава само ако скаца градот, друго не дава. Пожар ако запали некој тоа ништо не плаќа. Агенцијата за поддршка на земјоделското производство до сега реализираше над 1000 тербини во исто толку села за да ги запознае земјоделците со субвенциите што државата ги дава при осигурување на земјоделските имоти. Се надеваат дека 30% од вкупниот број на земјоделци кои побаруваат субвенции ќе ги осигурат имотите. Ланската година државата издвои над 25 милиони евра за оваа намена. Максималната поддршка изнесува 150.000 денари за едно земјоделско стопанство. Од оваа година за прв пат имаат право да поднесуваат и сточарите. Осигурителните компании за нив нудат пакети за угинување на домашни животни поради болест, несреќен случај и принудно колење. Утре истекува рокот за пријавување од конкурсот за продажба на градежно земјиште што го објави општина Штип. Локалната самоуправа ги потсетува заинтересираните граѓани дека имаат уште 2 дена да конкурираат за купување на локација од новиот оглас за продажба на градежно земјиште во штипската населба Дузлак. Локалната самоуправа ја користи можност уште еднаш да ги потсети Штипјани и сите заинтересирани граѓани дека има уште 2 дена, значи денес и утре до 15 часот да конкурираат за купување на локации од новиот оглед за продажба на градежно земјиште. Ставна збор за 55 локации, од кои 32 се наменети за куќи, односно за индивидуално домување. Истите се наоѓаат во населбата Дузлак. Важно е да се каже дека овие локации за куќи не се дел од проектот за млади брачни парови до 35 години, но доколку се продадат, собствениците истите можат да ги пријават како дел од проектот, со што би ги користеле бенефициите согласно законските услови. Останатите парцели се за изградба на бензински пумпи, лесна индустрија и стамбени згради. Значи рокот за пријавување рековме е до утре 25 август, а јавното надавање ќе се одржи на 29 август во периодот од 8 до 21 часот и 30 минути. За секоја локација поединично во 15 минутни слотови. За сите оние кои се заинтересирани за конкурирање, огласот е лесно достапен на веб страницата на општина Штип или пак може да се информираат во одделението за урбанизам при општина Штип. Палењето стрништа, како и непочитувањето на законот за палење на оган во шума се главните причини годинава територијалната противпожарна единица од Истокот да имаат полни раце работа. Во јули и август најмногу пожари биле локализирани во Штипскиот регион. Следи целосниот извештај на оваа тема. Палењето земјоделски површини, непочитувањето на законот за забрана палење на оган во шума се главните причини годинава територијалните противпожарни единици од Истокот постојано да се на терен и имаат двојно повеќе работа. Низ целиот Исток бројките од настанатите пожари варираат во споредба со лани. Кампањите за подигнување на свеста кај граѓаните за последиците од пожари допреа до први штипјани. Прилично мирно лето во овој крај. Годинава територијалната противпожарна единица од општина Пробиштип во споредба со минатата немала многу работа, но тоа не значи дека со почетокот на летниот период оваа пожарна бригада не се грижела за обезбедување на имотите на граѓаните. Во делот на информирање на граѓаните со лепење на флаери, со гостување на локалните телевизии ги информиравме кои се постапките за при пријавување на пожар, кои се постапките за да не дојде до пожар, што како треба се понашат на отворено и во шума. Така да генерално сме задоволни во текот на летото и последниот месец август. Немавме некои поголеми случувања, имавме пријави на пожари, нашите екипи брзо реагираа, така да материјални штети големи нема во овој дел од општината. Значи статистички се водиме на најголем број на пријави за пожари на отворен простор се јули и август. Гледано, пак статистички кажам дека ние во последните неколку години се движиме во исти број на пријава на пожари. Но ќе напоменам, како и за прошла година и за ова, дека нема големи материјални штети, така да ние сме генерално задоволни од пројдената година. Јун месец имаме некаде околу 6 пријави за пожари, јули имаме негде 12 и август до 20 август негде околу 6 пријави на отворен простор. Во Малешевскиот крај, во Делчево, во јули и август биле локализирани 14 поголеми пожари, од кои еден поголем на планината Голак, а останатите се на страништа. И покрај најавите и апелите, земјоделците си тераат по свое. Но за разлика од Пробишти, останатите пожарни бригади од Истокот биле со двојно повеќе работа од минатата година,
Само во Штипскиот регион последните 2 месеци се евидентирани и локализирани над 70 пожари, додека во Кочани од први овој месец, па досега се локализирани 15, а во Виница 10. Главната причина од 90% од пожарите кои се случувале е човечки фактор. Рударските општини Пробиштип и Македонска Каменица се подготвени за славење на празникот на рударите. Празничната програма почнува во петок со спортски, уметнички и музички содржини. Македонска Каменица очекува на 30.000 посетители. Пробиштип и Македонска Каменица, двата рударски градови на истокот, се подготвени за славење на празникот на рударите 28 август. Пресвета Богородица е заштитничка на рударите, заради што овој ден го празнуваат оние на кои заштитата на работа им е најпотребна. За викендов во Македонска Каменица се најавува богата програма затоа што општината слави 2 децениски јубилеј од постоењето и 10 години од успешното рестартирање на рудникот Саса. Веќе Каменица е целосно подготвена оваа година да го најави најголемото шоу во Македонија со балкански звезди, но и со македонски звезди. Како што кажавме, во петок ќе биде Мирослав Илич, во сабота ќе настапуваат македонските звезди Сузана Гавазова, Драган Мијалковски и многу други од македонската естрада, додека на денот на општината и празникот на рударите на 28 август ќе пее балканската звезда Цеца. Средствата се приберени најголем дел од спонзори, нашиот партнер Рудникот Саса, секоја година го подпомага Каменичко културно лето и се надеваме дека еве заеднички оваа година ќе имаме една добра прослава која што ќе биде за паметење на граѓаните, но и на регионот. Во општина Пробиштип чествувањето на празникот на градот започнува во петок со свечена седница на Советот на општината, пошто ќе биде отворена Лесновската ликовна колонија. Од петок до недела во Пробиштип ќе се играат финални спортски надпревари во тенис, одбојка, кошарка и фудбал, а во вечерните часови концерти ќе имаат познати македонски музичари. Како главна манифестација на 28 август ќе биде концертот на групата Синтезис и на Елена Ристевска, кои што ќе бидат на градскиот плоштад со почеток во 20 часот по повод денот на рударите. Исто така ќе има прослава, односно манифестација во кругот на рудниците, Булмак, односно Минстрој, тоа е новиот концесионер, кој што исто така помогна во делот на организацијата и на општинските манифестации, која што оваа година ќе биде значително побогата од изминатите години. Рударскиот сектор е важен за домашната економија. Учеството во бруто државниот приход се движи од 1 до 2%. Минатата година извозот од рудниците бил 155 милиони долари, увозот изнесувал 115 милиони долари. Во рударската дејност заедно со околу 300 преработувачки капацитети има вкупно 13.000 вработени. На регионално и државно ниво рудникот Саса во Македонска Каменица се рангира меѓу најпрофитабилните и со најквалитетни услови за работа на рударите. Оваа година беше тешка за рударите во Злетово и Тораница. Овие рудници добија нов сопственик кој работи на брзо рестартирање на производството. Иберово е подготвен за големиот настан Етноплоштад фестивал. Отворањето на фестивалот е во петок, 26 август, со почеток во 12 часот, а ќе трае до 28 август со одбележување на големиот христијански празник Голема Богородица. Најмногу гости се очекуваат во сабота на големиот концерт на балканската звезда Северина. Истокот во исчекување на големиот Етноплоштад фестивал што од 26 до 28 август ќе се случува во Берово. Организаторите велат дека програмата е специјализирана да може да задоволи различни вкусови, а сепак да го запази препознатливиот идентитет на етнофестивал и да понуди квалитетна музика во која ќе уживаат голем број на посетители. Берово е подготвено да ги прими сите посетители за време на Етноплоштад фестивалот, кој оваа година се одржува 26 до 28 август, традиционално последниот викенд од август месец за време на празникот Голема Богородица. Отварањето е на 26 август на фестивалот од 12 часот на големата сцена, која ќе биде монтирана за потребите на фестивалот, а понатаму преку денот е веќе познатиот саем Малечијата Бланка, на кој се изложуваат
ракотворби, еколошка храна и се она што е интересно за овој регион. Очекуваме голем број на посетители како и секоја година. Ние како организација направивме распоред на активностите така да бидат задоволни сите оние кои што се љубители на добрата музика и на овој регион. Оваа година на фестивалот ќе настапи балканската звезда Северина, а покрај неа ќе настапат и ансамбл Македонија, Шајн, Фолтин, Нокаут, Горан Алачки, Владко Лозановски и танцовиот спектакл со кој ќе биде затворен фестивалот Фетиш Денс Шоу. Како една од најинтересните точки оваа година е концертот на Северина. Очекуваме голем број на публика. Минатата година за концертот на Здравко Чојич дојда неколку десетици илјади граѓани од регионот. Сега исто така очекуваме голема бројка, не би сакал да кажеме да ги направиме анализите по завршувањето на фестивалот, да видиме како сме поминали и колку луѓе го посетиле Берова. На околу 50 на штандови на саемот Малешевијата на Дланка ќе бидат презентирани културни наследства и еколошки производи кои ќе ја зачуваат автентичноста на фестивалот. Фестивалот и годинава го организира општина Берово со финансиска поддршка од Хелти Фудзегин. Традиционална средба на спортистите пензионери од Сдруженијата на Кочани и Кавадарци ќе се одржи на 25 август на одморалиштето Михајлово на Кожув планина. Станува збор за двумеч меѓу пензионерските здруженија, а ќе учествуваат најуспешните екипи од регионалните спортски игри. Сдруженијето на пензионери на Кочани и Сдруженијето на пензионери од Кавадарци утре на спортските терени во одморалиштето Михајлово на Кожув планина ќе имаат традиционалната средба на спортистите од двете здруженија, на кои ќе учествуваат најуспешните спортисти и екипи од регионалните спортски надпревари, а ја сочинуваат екипата на Сдруженијето на пензионери Кочани, која ќе учествува на Републичката спортска олимпијада, која на 3 септември ќе се одржи во Радовиш. Средбата меѓу двете пензионерски здруженија ќе се реализира во неколку спортски дисциплини: стрелаштво мажи и жени, шах и теглење јаже мажи, скок од место мажи, трчање на 60 метри жени над 65 години, трчање на 80 метри мажи до 65 години, табла и кошарка мажи. Екипата од Кочани ја сочинуваат 30 спортисти, на кои овој двумеч ќе биде проверка пред државните надпревари во Радовиш. Оваа традиционална средба на спортистите пензионери од Кочани и Кавадарци, која се одржува секоја година во месец август. Минатата година домаќини беа кочанските пензионери, а средбата се одржа на терените на спортскиот рекреативен центар Пониква. Интензивно се трага по преживеани под урнатините по разорниот земјотрес, што утрото ја погоди централна Италија. Досега бројот на загинати изнесува 38, меѓу кои едно бебе, пренесуваат италијанските медиуми. Се трага по 150 исчезнати. Земјотресот со јачина од 6,2 степени по Рихтер најмногу ги погоди планинските села, поради што е отежната спасувачката операција. Италијанскиот премиер Матео Ренци изјави дека извлекувањето на луѓето од под урнатините е приоритет и најави посета на погодените подрачја. Многу од загинатите се од селото Пескара дел Тронто, кое е срамнето со земја и се стравува дека има уште многу жртви. Жителите на погодените подрачја со лопати во рацете и спасувачите со булдожери ги расчистуваат патиштата и отстрануваат урнатините во потрага по преживеани. Градоначалникот на Матриче изјави дека речиси половина град го нема, а се уште се слушаат повици за спас. Сликата е ужасна по земјотресот. Згради срамнети со земја, урнати мостови, затрупани патишта. Беше ужасно, се тресеше, луѓе затрупани, некои викаат и бараат помош. Насекаде е затрупано и разурнато, исчезнати се многу луѓе. Земјотресот удрил на 170 км североисточно од Рим на длабочина од 4 км. Италијанскиот институт за земјотрес регистрирал 60 последователни потреси во текот на 4 часа по првиот удар, при што најсилниот бил 5,5 степени.
Болеста се врати после 40 години. Маларија во Грција. Првиот смртен случај од маларија во еден од бегалските кампови предизвика тревога во 12 региони во Грција, во кои исто така се регистрирани и болни луѓе. Моментално се работи за 65 случаи од маларија, од кои само 4 меѓу локалното население, 11 меѓу патниците кои стигнале од Африка, а 50 меѓу мигрантите кои влегле во Грција. Иако Министерството за здравство тврди дека се преземени сите неопходни мерки за да не се шири епидемијата, во 12 општини, главно во Северна Грција, но и на Пелопонес, проведен е карантин. Атинската лекарска асоциација предупредува дека состојбата е алармантна поради големиот број на мигранти кои се заразени и понатаму влегуваат во земјата и живеат во нехигиенски услови. Министерството за здравство соопштува дека туристите немаат причина да се плашат од маларија. Во 15 француски града властите забранија носење буркини, костим за капење за покриените муслиманки, поради наводна загриженост од нови терористички напади. Поради тоа вооружена полиција почна да патролира по плажите и да им наредува на жените и девојките да ги соблечат буркините. Седев на плажата со семејството, носев обична марама и немав намера да пливам, вели 34 годишната Сијам, која исто така била избркана од плажата. Таа истакна дека била разочарана од тоа што присутните почнале да аплодираат и да викаат оди си дома, кога полицијата и наредила дека мора да си замине од плажата. Последниот град во Франција кој донесе одлука за забрана на буркините е Ница, што е последица на неодамнешниот терористички напад во тој град, кога возач на камион уби над 80 лица. Иако одредени невладени организации поднесоа тужби против градовите кои забранија буркини. Пингпонгарската репрезентација на Македонија од 18 до 22 август учествуваше на 42-то Балканско првенство во пингпонг за сениори до 21 година, кое се одржа во градот Никшич, Црна Гора. Во машка конкуренција на чело со тренерот Ване Барбареев учествуваа тројца членови кои постигнаа одлични резултати во поединечна, во игра на парови и во мешана конкуренција. Нашата репрезентација во екипна конкуренција го освои 4-то место, додека пак забележителни резултати постигнавме во игра во поединечната конкуренција и во игра на парови, каза што во поединечна конкуренција Кристијан Јованов го освои 5-то место, додека пак во игра на парови македонскиот пар Кристијан Јованов и Костадиновски Филип го освоија 3-то место, исто така и парот мешаниот пар Јовановски Христијан и Матич Никола од Босна и Херцеговина го освоија 3-то место. Така да можам да кажам како тренер на репрезентацијата кој што учествуваше на ова првенство дека постигнавме еден од позабележителните резултати за македонскиот пинг-понг, бидејќи за прв пат успеавме да постигнеме два добри резултата, односно освојување на 3 медали, поготово во игра на машки парови. Така да се надевам дека со вложување во пинг-понгот, дека македонскиот пинг-понг може да постигне значителни резултати не само на балканско, туку и на европски сцена. На ова Балканско првенство учество зедоа 6 репрезентации, односно преку 150 надпреварувачи, каде што репрезентацијата на Србија најмногу доминираше со освојување на златни медали. Ова беа сите вести забележани за Централниот дневник на канал Пус телевизија. Довидување до 23 часот.